Кире Лазаров. 10% талент. 20% напорна работа. И 70% вода. Пелистарка. 100% живот. Од денес време е да се остават настрана и позитивните и негативните страни на нешто преку 3 недели подготовки на нашата машка ракометна репрезентација за стартот на своето трето светско првенство. Треба да се остават настрана фантастичните 2 недели поминати во Пореч, во Скопје и во Ниш. Серијата контролни надпревари кои што имаат добри презнаци. Податокот дека нема ниту една повреда и дека селекторот Чундовски води 18 орни и мотивирани ракометари. Но да се остават настрана, ако тоа е воопшто можно, и проблемите и перипетиите околу летот, кој што ги прераскажува единствениот македонец кој што со своето семејство живее во Севилја, прилепчанецот Јосип Мирчевски. Ношти кога се видовме во хотелот, едноставно дечките беа претепани, изморени сите, едноставно од вече чекаа да се сместат за да легнат и да одморат. Се ова треба да се остави настрана. Време е за ракомет. Македонија третпат на големите приредби има јужноамерикански ривал. Не сакаме ни да помислуваме како беше на претходните 2 меча, кога игравме со Бразил пред точно 14 години на Мондијалот во Египет и пред неполна година на олимписките квалификации во Гетеборг. Но сега играме против Чиле, еден поинаков Чиле кој што е веројатно за класа понеквалитетен од Бразил и од Аргентина, кој е нова првенство без нивниот најдобар ракометар за Кире Лазаров, добро познатиот Онето од Шпанската лига до минатата година, а сега член на Фотекс Веспрем. Чиле кој што загуби со двоцифрен број на голови и од Бразил и од Шпанија во контролните надпревари минатата недела, а примаше преку 40 гола во двата надпревари. Меѓутоа, првите мечеви на големите приредби секогаш нуделе дополнителна драматика и не секогаш победувал фаворитот. Веќе првото водство на трибините треба да го имаме, бидејќи македонската фаланга, без разлика што не е комплетна и се очекува деновие да биде помногубројна, сигурно ќе биде во поголем број од чилеанската публика, која што е главно составена од чилеански љубители на спортот кои живеат во Шпанија.